По повод Светската недела на храната, оваа година од 16 до 22 октомври Slow Food ја промовираше неделната посветеност, во која нејзината мрежа на активисти ширум светот презема конкретни мерки за намалување на емисиите на CO2. Глобалното затоплување представува реалност, а производството и дистрибуцијата на храна представуваат 1/5 од светските причини за загадување. Со оглед на оваа реалност, Slow Food ги поттикнува луѓето на секаде, а особено во земјите со висок индекс на развој, да ги променат своите навики во исхраната. Луѓето често се чувствуваат немојки да направат нешто конкретно во услови на глобално ниво на климатските промени. Почнувајќи од храната, секој од нас може да помогне во спречувањето на овој феномен. За да се демонстрира ова, Slow Food во септември ја започна неделата на промени како дел од кампањата Храна за промени, која ќе трае до крајот на годинава. За време на кампањата, учесниците се обврзуваат на 3 конкретни акции во текот на 7 дена. Готвење само со користење на локални состојки, нејадење месо и намалување на отпадот од храна на нула. Од Slow Food Македонија велат дека важно е луѓето да сватат дека нивната посветеност е навистина корисна. Предноста на готвењето само со локални состојки е во тоа што локалната храна е посвежа, ги штити локалните сорти и видови, патува помалку километри и бара помалку пакувања. Потрошувачката на месо е 4 пати поголема во последните 50 години. Во просек, секој граѓанин на Европската Унија троши 80,6 килограми месо годишно. Според Светската здравствена организација, би било доволно намалување од 25 килограми по лице годишно, а преполувањето на оваа сума би представувало голема победа за нашето здравје и за планетата. Голема улога во справувањето со загадувањето на планетата има и намалувањето на отпадот од храна. Секоја година во Европската Унија се трошат околу 90 милиони тони храна, 179 килограми на човек. Од овој отпад, 42% се отпад на ниво на домакинство, а 39% во производствениот сектор. Отпадот од храна исто така подразбира и губење на ресурси, како што се земјиште, вода, енергија, и повлекува со себе потреба од пакување, транспорт и складирање. Производството на храна која нема да се консумира вклучува непотребни емисии на CO2, покрај загубата на економската вредност на производствената храна.